Не стимнуваат реакциите од ВМРО-ДПМН за ново назначените директори на скопските клиники. Со остра критика и за новиот директор на клиниката за пулмологија Дејан Докик. Од партијата ја осудуваат оваа кадровска промена на СДСМ и потсетуваат дека Докик е лице со судска присуда за примање подкуп во висина од стотици евра кои биле пронајдени кај него. Директорот на клиниката за уво носи грло, Јане Нетковски. Јавноста го виде како е апсен за мито и му беше поднесена кривична пријава. Новиот пак човек на скопска пулмологија, Дејан Докич, е лице со судска пресуда за примање на подкуп во висина од стотици евра, кои биле пронајдени кај него со цел да издействува преглед на пациент. Да, добро слушнавте. За да издействува преглед на пациент. Ова не е дно, ова е подолу од дното. Прашање на време е кога здравството во Република Македонија ќе западне во тотален хаос и безредие. Почитувани граѓани, СДС ја деградира медицинската професија во Република Македонија. СДС ги омаловажува сите лекари кои честно и одговорно си ја вршат својата работа и должност со назначување на докажани митаџи за нивни директори. Ваквото поставување на докажани митаџи за директори не е ни малку случајно. Од партијата се осуда и до Министерството за здравство кое вчера направило привид. Првично бил назначен доктор Јане Нетковски како директор на УВО носи грло, како што велат од ВМРО-ДПМН. Истиот пред неколку години бил фатен како зема мито од пациентите, а веднаш потоа и уапсен. Меѓутоа Нетковски претходно ги демантираше обвинувањата на негова адреса дека не постои правосилна судска одлука за која што тој е осуден за какво и да е кривично дело. Од Министерството за здравство информираат дека направиле привид за објавените неточни податоци околу името на новиот директор на клиниката за уво носи грло, каде е поставена доктор Габриела Копачева Барсова, на местото каде што беше претходно најавено за доктор Јане Нетковски.